Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Денеска ви подготвивме интересна содржина од Баварија. За жал, не сме тука за да уживаме во пределите, туку да се соочиме на наша радост со еден извонредно интересен новитет. Тоа е BMW iX, електричен автомобил кој ќе направи помак во не само индустријата, туку и во перцепцијата за спортско корисните возила кои имаат батерија и електрични мотори. Но за тоа кон крајот на емисијата. Затоа погледнете што подготвивме пред да отидеме во Баварија. Одговорот на прашањето до каде ќе расте Тесла никој не го знае, дури ни оние што мислат дека го знаат. Така се случи вредноста на Тесла да надмине 1000 милиарди долари и да се придружи на елитниот клуб компании како што се Apple, Amazon, Microsoft и Google. До тоа дојде откако ни светот прострои серија доста позитивни вести за Тесла. Најпрво, како вовед беше потврдено дека германската фабрика наскоро ќе започне со работа. Следеа неколку вести за продажбата и производството во кои, како и секогаш, се споменаа рекордни бројки. Потоа, од J2 Dynamics дознавме дека Model 3 е најпродаван автомобил во Европа во септември, за на крај клучната вест да пристигне од Hertz, чие раководство донесе одлука да нарачаат 100.000 автомобили со вредност од 4,2 милиарди долари. Возилата наменети за нивните филијали во Америка и Европа ќе бидат сукцесивно испорачувани почнувајќи од наредниот месец се до крајот на идната 2022 година. Нормално за таквите вести берзата веднаш реагираше и акциите на Тесла инстантно пораснаа за 15%, со што вредноста на компанијата се искачи на точно 1045 милиарди долари. Сега сите се прашуваат колку време ќе биде така, на што единствениот одговор го има Илон Маск, кој си има поставено за цел раст на продажбата од 50% годишно. Пет години, толку време требаше ултимативниот Широн да стигне до крајот на својот животен век. Бугати реши да направи само 500 примероци од него, од кои досега се испорачани 460. Значи, останаа само уште 40, кои ќе бидат од пур спорт и супер спорт изведбите. Дека вака ќе биде се покажа уште на самиот почеток на пласманот на Широн. Првите 300 беа нарачани за 18 месеци од премиерата на моделот. И покрај астрономската цена на Широн никогаш не му било тешко да го пронајде патот до купувачите. Интересот за него се уште е добар, посебно во Америка, која стана најголем пазар за марката. Но во Бугати не отстапуваат од својата одлука. Се склопуваат последните примероци, а после што ќе биде не се знае. Може би Мате Римаc знае, ама се уште не сака да каже. Ке мора да оставиме времето да покаже, а засега сите карти се отворени. Да се биде или да не се биде, прашање е сега. По таква пресија се работеше во развојот на новиот Мерседес SL кој треба да наследи легендарна лоза. Младиот и перспективен македонец му даде монолитна форма, зачинета со динамична линија, суптилно поддржана од моќните светлосни групи. Дизајнот го потпишува Славче Таневски, а на неговото дело подеднакво се воодушевија поклониците на марката и нејзините конкуренти.
После скоро 7 децении Мерцедес SL се враќа на корените за повторно со својот безпрекорен стил да владее во светот на джет-сетот. Приказната за овој убавец започна во 1954 кога тој на луксузот му даде динамична нота. Лансиран најпрво со врати кои се отвораат нагоре како лебедови крила, во вистинското пакување пристигна наредната година кога доби родстер верзија. Платнениот покрив и двете седишта беа клучни за стекнување на славата. Во меѓувреме, некои нови правила стапија на сила и SL се менуваше од генерација во генерација. Битно е сепак дека со него Мерцедес секогаш го испорачуваше најдоброто со што располага. Така е и во ова 7 издание, кога SL повторно доби платнен покрив. Со него изгледа спортски складно, но вистинскиот карактер го открива со неговото спуштање кое трае 15 секунди и кое може да се стори во возење не побрзо од 60 км на час. Опремен е со метални засилувања и се нудат во 3 бои над каенината, а нешто што ретко се среќава е задното стакло кое не е пластично и се загрева. Раскошот и елеганцијата на внатрешноста во голема мерка се презедени од новата S-класа, нудејќи комбинација на дигитални технологии и скапи материјали. Гласовниот асистент зборува 28 јазици, кокпитот има 8 дизајнерски шеми, а наклонетоста на централниот екран се подесува помеѓу 12 и 32 степени. На должината од 4,7 метри се распоредени 2+2 седишта, оставајќи 240 литри простор за багаж, кој не може да биде многу тежок, бидејќи носивоста му е само 320 килограми. Од техничка страна, SL доби упадлива задна оска и погон на сите тркала, а 9-степениот менувач го имаше од порано. Подвижните панели во маската ќе го оптимизираат струењето на воздухот во челниот дел на возилото, а над 80 км на час се извлекува и задниот спойлер. Активната аеродинамика е дополнета со подесливи профили за екстра сила на прилепување при поголеми брзини. Од погонските опции, засега на располагање е само техничкиот бисер на AMG, 4-литарскиот битурбо V8 со две изведби од 476 и 585 конски сили. SL со посилниот ќе фати стотка за 3,6 секунди и ќе постигне максимални 315 км на час. Споменато е пристигнувањето на плагин хибрид, но затоа потоа. Цената не е објавена, ама 140.000 евра се добар ориентир од каде би стартувала. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Сите зборуваат за криза, но луксузните производи бележат вртоглав раст. Центарот на автомобилскиот луксуз е Англија, од каде ни доаѓа новата генерација на кралот на теренците, неговото височество Range Rover. Неговата врвна изведба нема да биде поевтина од Rolls-Royce Black Badge Ghost, кој чини 250.000 фунти. Токму тука е трикот. Од ионака ѓаволски скапиот Rolls-Royce, едицијата Black Badge е уште поскапа, а таа носи 27% од купувачите на духот на екстазата. Со префинатост каква никој друг нема, Range Rover повеќе од 50 години го обликува светот на луксузните теренски возила. Обединувајќи ги врвниот комфор, маркантната појава и способноста да може да се освои секаков терен, тој создаде и со сопствениот пример предводеше една нова класа возила на чиј трон е и ден денес. На него ќе остане и во оваа пета генерација, која во себе ги комбинира технолошката софистицираност и естетската грациозност и со својата елеганција е дефиниција на современиот луксус во дигитално издание. Измените се сериозни, иако не се гледа така на прв поглед. Англичаните не сакаат да експериментираат со дизајнот и новиот Range Rover остана верен на својот класичен стил. Нема некои големи визуелни промени, посебно ако се гледа одстрана. Предниот дел еволутивно е осовремен со мали и суптилни корекции, но задниот е потполно поинаков со применет минималистички стил и вертикално ориентирани светлосни групи. Внатрешноста според желбите и потребите може да има 4, 5 или 7 седишта распоредени на две меѓуоскини растојанија. Сите 4 врати електрично се отвораат и затвораат и имаат сензори за детектирање на опасности и против пригмечување. Системот за активно поништување на бучавата ги следи звукот на моторот и вибрациите на тркалата кои се пренесуваат во кабината и со помош на 35 звучници создава посебно тивки зони околу патниците. Ова се само пар ставки на списокот достапни технологии, од чија должина застанува здивот, така што целосно ќе го прочитаат само оние кои ќе бидат подготвени да платат најмалку 94.500 фунти. За тие пари ќе добијат совршена сталоженост на секој терен и врвна удобност во возење, која обезбедуваат подвозието со интегриран Dynamic Response Pro систем и електронски контролираното воздушно ослонување. Функцијата и Horizon со помош на системот за навигација го подготвува возилото за патот што наидува, а стандардното управување на сите тркала гарантира исклучителна подвижност. Новата MLA Flex архитектура овозможува користење на широка палета од други 8 погонски склопови. Дизелите се со моќност помеѓу 250 и 350 конски сили, а бензинците од 360 до 530 конски сили. Сите, освен најсилниот, се со блага хибридна поддршка и 8-степена автоматика. Тука се и два плагин хибриди со 440 и 510 конски сили, чии батерии обезбедуваат поминување на солидни 100 км без издувни гасови. За да ја задржи безпрекорната современост, во 2024 година колекцијата моторни опции ќе биде дополнета и со електричен модел.
Кој вели дека светот е во криза? Rolls-Royce сигурно не, бидејќи од компанијата се пофалија дека 27% од продажбата им отпаѓа на посебните Black Badge верзии на нивните модели. Тие се воведени во 2016 година со намера на поцелосен начин да ги задоволат желбите на купувачите. Намерно нема да кажеме потребите, бидејќи на еден Rolls-Royce тешко да му се најде мана, но ако постојат такви кои ќе платат екстра за да се чувствуваат посебни, тогаш зошто да не? А како покажа времето, такви ги има се повеќе и затоа во Rolls-Royce се потрудија Black Badge изведбите на вистина да бидат нешто посебно. Како пример ќе го наведеме новиот Ghost, кој е најнова ваква креација која сосема извесно ќе го зголеми наведениот процент на црните алтернативи во продажната структура на компанијата. Тој од својот настап го подигнува Black Badge амблемот скоро на ниво на субмарка, која предпазливо и прикриено го навестува она што купувачот може да го добие. А тоа практично е неограничено и започнува со значително проширената листа на декоративни опции. Највпечатлива е црната боја, која за модел со ваков префикс е најочигледен избор во понудените дури 44.000 нијанси. Од компанијата наведуваат дека за финиширање на каросеријата на Ghost се потребни цели 45 килограми од оваа најтемна боја што се среќава кај еден автомобил. И внатрешноста може да биде изведена практично во безброј контрасти или складни комбинации, кои секогаш вклучуваат елементи од карбон. Овој материјал се среќава и на други места, на пример кај ободот на 21-инчните тркала, каде се вткаени 44 слоја од него. Rolls-Royce Black Badge Ghost е напреден и во техничка смисла, бидејќи неговиот 6,75 литарски V12 агрегат е навиен на 600 коњи. Идејата да се понуди нешто на вистина посебно е крунисана со посебен режим на работа на автоматскиот менувач, кој подолго го задржува моторот на повисоки вртежи. Како капак на се, скратен е и одот на педалата на сопирачките, со што се добива покомплетен впечаток дека оваа лимузина тешка 2,5 тона е автомобил кој може да се вози динамично. Сето ова е заокружено со цената од 250.000 фунти без давачки кон државата. Во следните неколку минути ќе се вратиме во реалноста пред да ве однесеме во иднината со тестот на BMW iX50. Индискиот пазар се покажа како плоден за европските марки кои се надпреваруваат за превласт. Шкода развива втор модел специјално развиен за Индија, овој пат компактна лимузина со име Славија. Рекордер во бројот на стечаи во светот на автомобилската индустрија е Сангјонг, но како мачка секогаш се дочекува на нозе. Јужнокорејскиот специјалист за кросовери добива нова шанса од Edison Motors, кој исплати $260 милиони на Mahindra и се обврза дека ќе ги покрие $590 милиони тешките долгови. Шкода од Volkswagen доби деликатна задача, значајно да го засили своето присуство на пазарите во развој. Стартот е закажан од Индија, каде наредната година ќе биде лансиран новиот седан Славија. Доста значаен за чешката марка, овој модел ќе го замени тамошниот Rapid, кој е различит од оној што ние под тоа име го познаваме. Ке има многу што заедничко со Volkswagen Virtus, кој всушност е седан верзија на Polo. Но и покрај потеклото, должината му изнесува 4,54, а широчината 1,75 метри. Тоа го прави голем колку втората генерација на Octavia, од која има за 7 см подолго меѓуоскино растојание. Токму овие бројки кажуваат за сериозноста на Шкода во амбициите за репозиционирање на нејзиниот глобален настап. Веќе е потврдено дека Славија во Индија ќе биде достапна со два бензински агрегати. Помалиот е 3-цилиндричен 1-литарски со 115, а поголемиот 1,5 литарски со 150
коњи. Стандардно ќе бидат спарени со 6 степен мануелен менувач, но со доплата послабиот мотор ќе се добива со автоматика, а посилниот со 7 степена DSG трансмисија. Јужнокорејскиот специјалист Санг Јонг доби уште една шанса. Откако лани не можеше да продолжи да ги отплаќа кредитите, а неговата матична куќа, индиската Махиндра, не сакаше повеќе да ги покрива долговите, оваа компанија отиде во контролиран стечај. Производството и сите активности продолжија паралелно со барањето решение кое сега е на дофат на раката. Раководството на Санг Јонг извести дека е избран најповолниот понудувач со кое е потпишано писмо за намери за преземање на компанијата. Се работи за слабо познатиот Edison Motors, кој даде понуда од $260 милиони. Таа е прифатена од стечајниот суд и доколку се помине во најдобар ред, веќе идниот месец Санг Јонг ќе има нов собственик. Тој ќе мора да ги плати и долговите на компанијата, со што таа вкупно ќе го чини околу $850 милиони. Спасителот на Санг Јонг сега произведува електрични камиони и автобуси, но има амбиции да го помине Тесла и во автомобилската индустрија да стане она што е Apple во информатичкиот сектор. Може би и ќе успее во тоа, бидејќи зад неа стојат моќни играчи, меѓу кои и корејската влада. Затоа секако ќе им треба одскочна штица која тие ја гледаат во Санг Јонг со неговите скоро 7 децении искуство во производството на возила. Како што ветивме на почетокот на емисијата, денеска ќе го ставиме под лупа BMW iX, модел кој од следниот месец излегува на пазарот, четврти е поред во портфолиото на потполно електрични автомобили на BMW, но е прв што ќе го понесе товарот на новото време, затоа што BMW подготви многу освежувања што се однесува не само до конективните технологии, туку и до оние што се однесуваат на возењето и стабилноста. Она што ги збунува сите, тоа е новата маска на ладилникот. Таа гледате дека е направена од пластика, затоа што нема потреба да биде решетка, бидејќи нема класичен мотор. Помалку импресивна е контурата, бидејќи е користена основа од X5, но iX е понизок од X5 и гледате дека има многу подобри дизајнерски решенија, како што се отварачите на вратите. Од задната страна повторно се иде на рационалност. Во багажникот имаме капацитет од 500 литри, што е сосема добро остварување, бидејќи тука е сместен вториот електромотор. Удобноста е голем предизвик за сите премиум возила, па и за BMW. Првото воодушевување од iX е кога ќе седнете на задната клупа, бидејќи се чувствувате како да сте во нечија луксузна дневна соба. Имате простор, ама баш на секаде и тоа многу. На амбиентот допринесува и серискиот стаклен покрив, кој, за разлика од конкурентите, нема ролетна, туку е фотогреј. А работното место на возачот исто така плени. Плени пуританскиот дизајн на внатрешноста, на кого доминираат два големи тачскрина. Првиот има големина од 12,9 инчи, додека овој овде на централната конзола има 15 инчи. Но, што е битно за нив? Битно е дека имате извонредна конективност, извонредно функционира навигацијата, па и сите оние апликации кои може да ги повикаме од нашиот телефон. Што се однесува до луксузот, тука имаме повторно изработка на ротационото копче направено од Сваровски, кој е кристал, исто така и прекинувачот на менувачот, но и сите оние работи кои се посветени
посветени на дотерување на седиштата. Го стартувам моторот или, што би рекле компјутерџиите, го подигам системот. Тој е веќе спремен за возење. Веќе во првите километри на возење на BMW iX50 сваќате дека се наоѓате во извонредно возило. Иако електричните возила не се познати по своите динамички својства, BMW со овој модел сака да покаже нешто сосема друго. Нешто што ќе донесе нова перцепција за електричните возила, пред се во нивните динамички својства. Но да почнеме поред. Помеѓу тркалата, односно на оските, каде што се сместени двата електромотори, едниот напред, едниот позади, се наоѓа голема батерија. Таа има капацитет од 108 киловат-часови и пружа автономија за околу 500 километри. И јас сум задуправувачот на најсилната изведба моментално, која располага со 516 конски сили и мамутски 768 ньютон метри. Максималната брзина достигнува до 200 километри на час, каде што е лимитирана електронски. Второто име на BMW е перформанса. А кога збориме за овој модел, тој има извонредна перформанса. Забрзувањето од 0 до 100 е за 4,6 секунди. Но да видам како тоа изгледа. Буквално сум залепен во седиштето. Ваква сила можете да почувствувате кај извонредно спортски модели на другите производители. Зборам на спортски автомобили, а не само на патнички. Двата мотори работат преку синхронизиран менувач кој е способен исто така како и моделите со класични мотори и пренос на силата на сите тркала да ја префрла силата од предната на задната оска. Кога сме кај воланот, морам да кажам дека хексагоналниот облик дава добра ергономија и има одличен фидбек со тркалата, што е вистинска реткост за електричен автомобил. Прекрасниот амбиент во внатрешноста е ишаран со многу висока конективна технологија, која е лидер во својата област. Дури и процесорите кои се ставаат за работа на електронските системи се 20 пати побрзи од оние кои се вградуваат во претходната генерација. Возачот во секое време, благодарение и на големиот head-up дисплеј, има прецизни податоци за се што се интересира. iX50 го очекуваме во Македонија кон крајот на годинава, кога ќе ги знаеме и цените. Во Германија неговите цени започнуваат од 98.000 евра, па стигаат се до 130. Со автономија од повеќе од 500 километри и перформанси, а се разбира и извонредна внатрешна изработка, ова е многу конкурентна цена. Во текот на идната година на пазарот ќе пристигне и перформансната изведба која се нарекува iX60, а низините перформанси се еднакви и дури и подобри од X5 во M изведба. Но за тоа по тоа. Вистинско задоволство и уживање беше да се најдам 400 км за управувачот на BMW iX50. Ово возило ќе биде нешто посебно, бидејќи нуди многу повеќе од неговите конкуренти. Нуди многу подобри возни својства, чувство во внатрешноста, завршна обработка која од Тесла за светлосна година подобро, а перформансите само може да сонувате за таков автомобил. Ви посакувам се најубаво, останете во добро расположение и здравје до следното издание на Автомагазин. А до тогаш не кажувате никому, отидов да се забавувам.